Почитувани, Охридското езеро подолго време е над дозволената кота, а од пред некој ден повторно се излеа по крайбрежјето. Тоа и во континуитет се случува и овие денови, но сега и без помош на ветерот. Водостојот на Охридското секојдневно се зголемува и ги загрозува сите крајбрежни објекти. Она што е интересно, од пред некој ден се излеа и езерото Глобочица. Имаме сериозен прелив, како што може да видите на сликата. Ова непреработена вода во генераторите на хидроелектраната Глобочица е директна загуба, која изнесува на дневна основа неколку илјади евра. Раководството на ЕЛЕМ може за еден ден да пушти по вода онолку колку што владата се фали дека наводно заштедила за месец дена на кафиња и на ручеци. Недозволиво е еден врзан систем на акумулации да Охридско езеро и Глобочица прелеваат, а во исто време да имате огромен празен простор во акумулацијата на шпили. Ова укажува на неправилен ангажман на хидроцентралите. Како подкрепа на ова, ви презентираме и графици со производство на електрична енергија по денови на хидроелектраните Глобочица и Шпиле од нова година до 26 март. Од графиците се гледа дека ниту Глобочица, ниту Шпиле работат со полн капацитет речиси во целиот месец јануари. Шпиле има речиси двоен капацитет, дупло е поголема од хидроелектраната Глобочица, али во одреден период произведува дури и помалку од хидроелектраната Глобочица. Истата почнува да работи на максимум дури во втората половина од месец февруари, кога веќе е доцна да се избегне она што ни се случува сега. Празниот простор во Шпиле е речиси 6 метра во моментот. А заедно со флексибилноста на хидроелектраната Шпиле за дополнително намалување на котата на езерото е повеќе од доволно да го прифати целокупниот вишок на вода од Охридското езеро. Претходното излевање, но и овие кои што се случуваат деновиве, ќе се избегнеа доколку раководството на ЕЛЕМ знаеше да управува со водниот потенцијал. Повторуваме дека просторот во акумулацијата во Дебарското езеро е повеќе од доволен да го прифати целокупниот вишок на вода од Охридското езеро. Бараме раководството на ЕЛЕМ да гарантира за целосно обештетување на граѓаните со понесување на одговорност за настанатата ситуација. И благодарам на вниманието.